Разговараме со вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Добро утро, вице-премиер. Добро утро, благодарам за поканата. Вице-премиере, како генерално ја оценувате економската состојба во државата? Сметам дека е интересно прашањето во интересно време. Во периоди на кризи, едно по друго, затоа што не може да се гледа од денешна само перспектива како би ја оцениле, туку треба да се види каде бевме и кај сме сега и кај би требало да отидеме. Генерално сметам дека би кажал оценка дека е добро, затоа што предвидувањата и не само наши, туку и на сите меѓународни институции, финансиски, може би и на самите граѓани беше дека ќе биде многу полошо. За жал, затоа што да не забравиме во 2020 кога бевме зафатени од ковид кризата, тоа имаше негативни ефекти на економијата. Во 2021 продолжи истото. Веќе во 2022 да не фати енергетската криза која што секако да немаше излез. Никој не знаеше во суштина кој е исходот на тоа, затоа што знаеме дека тоа сето почна со војната во Украина. Кога имате војна на европско тло, не можете да знаете колку брзо ќе заврши и колку брзо ќе стигнат, да кажеме, негативните ефекти. Се на се мислам дека би кажал дека состојбите се добри, затоа што успеавме да немаме поголеми удари, што би можело да биде поголем удар, да се изгубат работни места. Ние од периодот во ковид до сега, во суштина, тоа што го постигнавме во 2022 е да ги вратиме сите работни места, дури тие кои што се изгубени во периодот на ковид, што во периоди на криза е навистина одлично. Знаете, сценариото во 2020 во периодот на ковид беше дека ќе се изгубат 80.000 работни места. Јас сум кажал и тогаш, и кажувам и денеска, жалам што беа изгубени некаде отприлика 17.000 работни места, но тие се рекуперирани и веќе на пазарот на труд се вратени сите кои што имаат изгубени работни места во ковид, и тоа е, затоа сметам дека состојбите се одлични. Од друга страна, стопанствениците солидно се снајдоа во целиот овој период, но не треба да се занемари фактот дека навистина бевме во влезени во еден партнерски однос во кој што заедно ги креиравме политиките, ги креиравме мерките, и овде навистина, како кажуваат англичаните, би требало да ги аплаудираме стопанствениците за нивната флексибилност за да излезат од овие периоди на криза. Од друга страна, како влада, не би сакал да говорам многу за мерките кои што ги имаме донесено, но заеднички ги донесовме и сметам дека ефектот го дадоа. Се радувам што не влеговме во длабока криза, како што беа предвидувањето на одредени чинители и кај нас во државата, но и надвор од државата. Политика на замрзнати цени. Како ги носите мерките? Со оглед на тоа дека се забележува дека етапно ги носите мерките, имаме и веќе од денеска најава дека и на 11 врсти на овошје и зеленчук ќе се замрзнат мерките. Всушност и Министерот за економија ги повикува и граѓаните тука дополнително да дадат предлог кои се другите продукти за кои што би сметале дека треба да имаат замрзнати цени, колка ви треба да бидат тие. Како одредувате кој продукт и која цена треба да ја има? Значи, ние се водиме прво во креирањето на мерките. Тоа што го свативме и даде ефект беше носењето не одеднаш на сите мерки, затоа што ударот може да биде многу поголем на другата страна, на страната на понудата, тоест во стопанството. Се покажа носењето на мерки и во периодот на ковид едно по друга, е дека во суштина
остава период на прилагодување на сите, но од друга страна дава поголем ефект. Ние се водевме од правилото прво дека треба да помогнеме, дека не треба да преземеме мерка која што некој ја вика популистичка замрзнување на цени, ја вика мерка која што е надвор од правилата на пазарната економија. И затоа влеговме минатата година со субвенционирана електрична енергија за стопанствениците во прехранбениот сектор. Со еден договор кој што беше дека ќе се намалат цените затоа што им ја намалуваме основната суровина. И тогаш дури се договоривме дека сме спремни, ако треба други интервенции, како што ги слушам одредени структури чинители во општеството велат зошто не ги вклучиме стоковите резерви, да бевме... Стопанствениците реагираат, велат дека со замрзнувањето на цената директно се удира врз нив. Па да. Тие бараат да се отворат стоковите резерви. Имавме ние такви разговори и размислување, но многу интересно што цените на суровините кои што ги користат стопанствениците за производство на основните прехранбени производи, па од друга страна на берзата падна. Не интервенира со стоковите резерви кога има стабилизација на цените или кога цените се паднати на ниво од пред година и пол. Интервенира со стоковите резерви кога имаш нарушени цени на пазарот, тогаш интервенира затоа што се претпоставува прво дека може да ја понудиш со поевтина цена. Никога стоковите резерви не се даваат бесплатно. Затоа што на крај на денот треба да сватиме сите дека има одредена цена која што е платена за осигурување на стоковите резерви, а таа е цената која што граѓаните ја плаќаат преку своите даноци. Тоа се јавни пари и треба секако домачински да функционираат. Но за жал не се случи ни едното ни другото. Тоа значи дека договорот кој што го имавме за намалување на цената не се случи. Не го постигнавме другиот ефект, а ефектот друг беше да самите стопанственици отидат како што се намалуваат цените на берзи, да ги вратат цените назад. Само иницијативно да ги намалат цените. Да, јас тоа го велам дека во бизнисот, независно каков вид на бизнис, дали си микро, мал, среден или голем, сепак основните правила на пазарната економија се тие кои што детерминираат како се однесуваш, но има морал и етика во однесувањето во стопанството кој што веројатно него се уште не е страно да зборуваме за морал и етика, и затоа не се случи ни едното ни другото. И тогаш мора да преземеме крај. Е дозволено. Па да, ама мислам дека не затоа што на крај на денот ако го изгубиш крајниот потрошувач нема да можеш да го вратиш. И ние рековме тогаш ќе влеземе со замрзнување на цени и почнавме да ги идентификуваме кои се тие кои што се највише барани, тоест потрошувачката е најголема. Значи се водевме од побарувачката, потрошувачката на тие производи кои што највише се трошат и после правевме анализи на како да дојдеме до цена која што ќе биде, јас пак ќе кажам, мислам дека прифатлива за граѓаните, но од друга страна прифатлива и за стопанствениците. Нема ниту една замрзната цена во која што сме дефинирале замрзнување на цена, а стопанствениците да се оштетени. Оштетени се само од еден аспект, а тоа е очекуваниот приход или очекуваната добивка која што они си ја зацртале. Но и во замрзнатите цени има профит. Гарантиран, има маржа на добивка која што е гарантирана од наша страна во таа цена. Значи, еве за граѓаните да објаснам. Ако ние им кажеме дека цената на лебот, белиот и полубелиот 450 грамскиот е 33 денари, на таа цена они имаат 3 денари маржа на добивка. Во секој еден продаден леб. Таа е маржата на добивка која што ја даваме за производителите или за трговците. Значи не е дека они го продаваат под цената на чинење и нанесуваме штета. Велите стопанствениците секако имаат добивка, а граѓаните дека реагираат и ова поевтинување не може да го скрпат месецот на крајот од месецот.
и дека и со ова поевтинување тие не заштедува. Затоа што ова се основните прехранбени производи, а секако сите трошоци на граѓаните заради високата инфлација, која што е клучно направена заради зголемувањето на цените, кој што јас велам е вештачки зголемување на цени во доста од производите, плюс увезена заради зголемувањето на цената на енергенсите. За жал не можевме повише да го контролираме отколку што го контролиравме. Но тоа што се обидуваме е полека инфлацијата да ја намалиме, а со тоа да се подобри и квалитетот на живот на граѓаните. Од друга страна, општата перцепција која што е легитимна е дека навистина е тешко да се преживее, но јас сметам дека заедно со сите мерки кои што ги носиме во брз временски период, ако велам, еден од клучните предуслови, а тоа е војната на европско тло да запре, сметам дека многу брзо ќе се вратиме на патеките во кои што луѓето на вистина од сите мерки кои што владата ги има донесено, од зголемувањето на плати во сите сектори, од зголемувањето на пензиите, од зголемувањето на минималната плата, од зголемувањето на гарантираниот минимален приход и така натаму, ќе ги видат ефектите, позитивните ефекти од овие мерки. За жал, не можеме и многу е тешко во општество во кое што не сте немале или во држава во кое што сте немале системски решавање на проблемите долго време. Кога ќе почнете системски да ги решавате, а спроти тоа имате плюс одредени кризи, луѓето да ги видат ефектите, затоа што прво не сме навикнати. Потребно е време, сакате да кажете, барате на трпение. Ефектот на системските промени ги дава резултати, му треба едноставно време. Еве, ќе дадам еден пример. Системското решавање на кај пензиите. Донесовме закон за пензии, во кој што едноставно ставивме модел кој што ќе ни овозможи да пензиите, некои ги викат да тоа е законски усогласување на пензиите. Па да, затоа што така го ставивме ние во законот. Претходно имало законски усогласување, не се случувало и се преговарало или уценувало кога било потребно за да се зголемат пензиите. Памтите, не е многу далеко времето, ја не бев во политиката, бев надвор од политиката, но сепак следевте. Следев и ми беше жал кога ќе видам премиер или некој на мојата позиција ќе излезе и ќе им каже на пензионерите еве ви 500 денари, ова е зголемувањето, не е законски усогласување, ама еве ви 500 денари затоа што овие 500 денари нели за месец дена излегуваме на избори. Веќе тоа не се случува. Системското решавање на проблемите го ставаш во закон и се случува 2 пати годишно. Само за една календарска година. Значи за една година, почнувајќи од март минатата година до сега, пензиите се зголемени скоро 17%. Веќе во септември ќе има ново зголемување. Не затоа што пензионерите го барат, затоа што системски сме го решиле. Во септември ќе има ново зголемување, следниот март има ново зголемување и никој тоа не го збори. Но еве ќе дадам еден податок. Само заради овој системско решавање на проблемите, ние сме успеале 100.000 пензионери да ги однесеме над прагот на сиромаштие. Прагот на сиромаштие според Светска банка во Македонија се проценува на 14.200 денари. 100.000 пензионери кои што добивале пониски пензии за една година сме ги однеле над 14.200 денари. Па вака се решаваат проблемите. Вака се подобрува квалитетот на живот. Дали е тоа доволно? Не, но мора да вземете одреден показател и да кажете да, очекувам сите да ги однесем над прагот на сиромаштие. Да не забораваме дека од 333.000 пензионери имало во не многу далеко, само 5 години претходно, имало пензионери кои што добивале под 10.000 денари, повише од 170.000 пензионери добивале под 10.000 денари, само пред неполни 5 години. И ние сите овие ги носиме нагоре со пензиите, но при тоа воопшто да преговараме зошто тоа така е направено. Или кај минималната плата, кој што мора, сме одлучиле дека сме една од земјите во Европа кој што дефинира минимална плата.
дефиниравме критериуми со кои што ги постигнуваме тоа што сме го ветиле. Впрочем, пред некој ден имав една дискусија со луѓе кои што не припаѓаат на политичката структура која што јас припаѓам и реков, добро, зошто човек би влегол во политика? Влегува со одредена амбиција за да смени одредени работи. И во политиката, кога влегуваш, ветуваш, и тоа што се очекува од тебе е да исполниш ветување. Јас бев еден од тие екипата која што ја креираше програмата, економската програма на владата, и тогаш ветивме дека минималната плата ќе биде 20.000 денари во 2024. Ние тоа го постигнавме во 2023. Зарем од политички аспект не е тоа што го бараме ние од политичарите. И јас, кога не сум бил, да исполнат ветување. Но при тоа, ако може да отидат подалеку од ветувањата во позитивна смисла, е добре дојдене за секој еден граѓанин. И ја овде кажувам да, кај минималната плата, кај пензиите, кај просечната плата. Инфлацијата, ја спомнавте многу оптимистички проекции и морам да ве со едно подпрашање да ве надополнам. Финансиските институции излегува со проекции дека ќе очекуваат, тоест, ајде, не дека ќе се продлабочуваат, туку очекуваат да се продлабочи економскиот јаз, дека војната со Украина до крај ќе се го направи своето. Да, економски јаз во смисол на начинот и ритмот како почна одредени работи да се случуваат, дека сето тоа ќе стагнира. Но сега ќе можеме да се подпреме на овие очекувања кои што... Да, затоа што ние не се водиме и не ги креираме мерките, копирајќи ги мерките на други западни Европи. Ние ја знаеме нашата моќ, ја знаеме нашата економија, ги знаеме нашите состојби и базирани на тие показатели ги креираме нашите мерки. Ние можевме да кажеме дека, знаете, сега на луѓето им требаат пари, ќе внесеме пари, на сите убаво ќе им биде, ќе направиме 900 евра просечна плата и леле колку убаво е. Сега да кажете тоа е кратко трајно. Колку време ќе траеше? Или не треба да се грижиме? И после што? Да. Но како политичари кои што се одговорни, не може да донесете такви одлуки. И затоа мора да креираш систем и системот полека да ги дава позитивните ефекти. И секако, да, но еве во еден од јазовите кои што ќе се постигне е во финансирањето на ликвидноста на компаниите. Финансиските институции, затоа што референтната каматна стапка која што е дефинира, монетарната политика која што е дефинира Централната банка е поограничувачка, затоа што таа на секој 2 недели или месец дена референтната каматна стапка расте, не само во нашата држава, туку на секаде низ Европа и во светот, тоа значи дека средствата кои што се на располагање за компаниите се намалуваат. Но ние како влада затоа влегуваме со други финансиски средства за да им помогнеме на компаниите за овој период да не го почувствуваат ударот на затегнатата монетарна политика. И тоа е кога ќе ги усогласиш фискалната со монетарната политика. Баланс, сакате да кажете. И, например, они викаат затегнуваме, ние викаме добро, но сепак компаниите треба да бидат поддржани за инвестициите кои што ги прават, треба да бидат поддржани за раст. И ние треба да бидат мотивирани. Апсолутно. Ние осигуруваме финансиски средства, дали е тоа преку Развојната банка или други финансиски институции во државата, или директно преку програми на владата. И ако ги видиме сите трендови, мислам дека немаме време да ги видиме сите бројки, но ако ги видиме, и во кризни години сите параметри покажуваат дека средствата кои што оделе за поддршка на инвестиции кај компаниите растат, но и средствата кои што Развојна банка секако ги дава кај компаниите расте баш во кризни години. Значи се можело и во кризни години паметно да се размислува и да тоа го направите. Вице-премиер, на што најмногу се жалат компаниите со оглед на тоа дека доста одите на терен? Ликвидноста? Ја споменавте? Да,
Две работи се клучни и затоа мислам дека тоа се одразува и во тоа што јас го говорам јавно. Прво, на недостигот на работна сила. А второ е ликвидноста. Сега на првата тема велите дека и увозот нема да ни го реши проблемот. Па да, мојата изјава за жал дека треба доквалификација, преквалификација. Да, за жал не беше целосно кажана онака како што ја кажав изворно. Ја кажав и кажувам. Добро. Дека долгорочно решење за пазарот на труд, тоест за работниците во нашата држава, не може да биде увоз на работна сила. Долгорочно решење. Што е долгорочно? Во 5 до 10 години. Добро. И затоа реквалификација, доквалификација на работната сила кој што постои овде кај нас е решење, кој што е долгорочно решење. Но тоа не може да се случи, јас знам, затоа што сум бил на другата страна. Треба време. Не може да земете еден и денеска да го спремнете, утре ќе го однесете да работи. Не е возможно. Е циклус во кој што ти треба да работиш. Дополнително, ние мораме една за секојаш да си признаеме на одредени факти. Факт дека од 115.000 невработени во Агенцијата за вработување, во демографската структура која ќе видиме, не иде во полза на секогаш доквалификација и реквалификација. Затоа што старосната граница на одредена група на наши сограѓани не дозволува доквалификација и реквалификација. Дополнително е што системот бил таков да доквалификацијата, принципот на доживотното учење, не е дека ние го имаме применето како што го имаат применето во Германија, во една Германија, па и дури во Норвешка. Замислете, или Шведска. Во Шведска пред 2 години почнаа на големо да доквалификуваат работна сила за обучари, за обувки, поправање. Добро. Затоа што беше недостиг. Кај нас велат немојте тоа затоа што ќе ти се смеат сите ако тоа го работиш, што не е исправно. Перцепцијата е затоа што можеби ние сметаме дека погрешна. сега доквалификацијата која вице-премиерот зборува дека сите сакаме да ги доквалификуваме за IT инженери. Не е така. Ние сакаме да ги доквалификуваме за работни места кај што навистина тоа е потребно. Од ракувач со опрема по телевизии до ракувач со опрема во одредени фабрики. Но тоа се нормални појави. За жал ние го напуштивме концептот на доживотно учење, иако во минатото не било тоа страно, нели сме имале научни училишта, работнички универзитети и така натаму, цело време и не било срамота. И не било срамота за било која професија. И затоа јас цело време кажувам дека недостигот на работна сила мора во долг рок да го бараме со нашите сограѓани. Во краток рок, затоа што економијата не може да чека, затоа што негативните ефекти може да бидат уште поголеми ако не обезбедиме на структуриран начин да влегуваат работници за да завршат одредени работи. Еве сега влегуваме, утре ќе го поставуваме камен теменикот за коридорот 8. Тамо во цело време треба 2000 работници. Долго очекуваниот. Да, 2000 работници кои што ќе работат. Да. Не 200, за да трае тоа 20 години. Да. 2000 најмалку. И не треба да биде така. така. Сега тие 2000 ние секако им велиме треба да ги најдете во државата. Но ако не ги најдеме, што треба да кажуваме? Дека не треба да се гради автопатот. Па ние имаме такви искуства. И затоа велите се гради долго веќе. Апсолутно. Затоа што јас контактирам со компании, градежни компании од државата и од надвор од државата. Тие кои што доаѓаат надвор од државата едноставно скапо ги чини да дојдат и да седат. Он вика секој една минута, секој еден час за нас чини многу. Ние мораме да работиме. Да. Овде кај нас вика па ја немам работници, ја морам да го продолжам животниот век на овој проект затоа што едноставно како ќе ги плаќам овие 200 работници. Они
не размислуваат дека завршувањето на време на овој проект ќе донесе нов проект со уште поголеми бенефици. И за жал, ние мораме да одговориме, но едноставно, еве ќе го кажам јавно, дискусијата за евентуален увоз на работна сила, иако тоа се случува. Ние минатата година имаме издадено 5340 работни дозволи на странци во државата. Но бидејќи никој го нема тоа зборено, јавно, како што сега тоа го правам, едноставно, никој ништо не дискутира. Кога почнавме да зборуваме јавно, затоа што сметам дека јавноста мора да знае што се случува, затоа што јас секој ден проверувам колку работни места се отворени во Агенцијата за вработување и никогаш не паѓа под 9000 слободни работни места, е жално за еден вице-премиер тоа да не го збори. И на јавноста мораме да им кажеме дека има недостиг на работна сила и мораме да соодветно одговориме. Вице-премиер, и ние тоа го очекуваме, транспарентност, отвореност и да се зборува јавно. Мислам дека во нареден период, под оно што досега го кажавте, ќе треба многу да работите на менување на перцепцијата во општеството. Така да, мислам дека ќе се видиме повторно, имаме доста прашања неодговорени. Благодарам. Секако, но мислам дека ние сме повикани за една работа. Да работиме во доброто на граѓаните и само за доброто на граѓаните. Перцепцијата полека ќе се менува на подобро. Ви благодарам. Благодарам и вам. Ветивте дека ќе се видиме повторно. Велите што ќе видите, тоа остварувате. Значи ќе дојдете повторно. Убав Убав ден ви посакувам. Благодарам.